Граѓаните не секогаш се сигурни во безбедноста на храната што ја консумираат. Прстот го вперуваат во трговците и безпоштедната борба за профит на поединци, се изјаснија тие по повод Светскиот ден за безбедност на храната. Верувате ли дека храната што ја купувате е исправна и безбедна? Не знам. Од дека верувам, не. Јадеме тоа, купуваме по потреба кој ни треба, а колку е сигурна, колку не е, тоа не можеме да гарантираме. Добро, има некои со минат рок, може стават налепници други, одека да ги знам. Треба кој ни треба, а колку е сигурна, колку не е, тоа не можеме да гарантираме. Верувате ли дека храната што ја купувате е исправна и безбедна? Тоа фабриките треба да питате вие, не нас. Ние Не. на пазарот тоа купиме, тоа јадеме. Добро, не само од марките, например, и од друго место. Добро, има некои со минат рок, може стават налепници други, одека да ги знам. У некоја верувам, у некоја не. И сега причина како тоа? Например? Например, јадеме се што ни се јаде, од дека знаеме дали е исправна, ние не знаеме народот. Народот од дека знаеме дали е исправна. Дали верувате во храната што ја купувате дека е исправна и безбедна? Ние купуваме па секаква, од дека знаеме дали е исправна или не е исправна. Ние мора да купиме, мора да се јаде. Кој е виновен за неквалитетната храна на рафтовите, а? Инспекцијата која вини. Зошто? Па тоа е работа на нив. Тоа е работа. Кој е виновен за неквалитетната храна што стои на рафтовите од маркетите според вас? Па, веројатно газдите, што се на маркетите, тие веројатно благо време го чуват, порано е земано, а сега за 50 ќе купено, за 100 го продава. Можда шефовето треба да гледат да видат кој друг. Не знаеме како се произведува таа храна што ни дават. Кој е виновен за неисправната храна што е на рафтовите од маркетите? Тие што ја произведуваат. Кој може друг да види? Само тие. Тие што ја произведуваат и тие што продават. Тие што продават, ја донесемо, продава е. Од Организацијата на потрошувачи на Македонија по овој повод велат дека поплаки за ризична и нездрава храна кај нив имало доста, но помалку од претходниот период. Во меѓувреме, анализата на европски потрошувачки организации за нашата храна вели: Вкупно 53% од земените примероци на производите кои биле тестирани од европските потрошувачки организации содржале една или повеќе хемикалии, што биле над препорачливите нивоа, додека другите примероци од производи, 21% од нив содржале овие хемикалии кои што биле близу до дозволената граница. Наспроти сето ова, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство порачува дека место за загриженост нема, бидејќи контроли се прават многу често. Само во првиот квартал на ова година направени се скоро 12.000 контроли и уништени се над 67 тони небезбедна храна. Инаку, најмногу поплаки до Агенцијата и Организацијата на потрошувачи има за изминат рок, несоодветно чување на храна и неадекватно пакување.